Овинителите живеат и работат комотно, а имаат само 2% доверба, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски. Таа е најубавата позиција, комфорна, заседнати во дебели кожни фотели со црвени килими дебели и секој ден да си доаѓате на работа, да броите илјадници евра месечна плата, а кај граѓаните да уживате само 2% доверба. И нормално е дека кога некој ќе сака инвазивно да делува, да направи реформа, да го реши тоа, веднаш од другата страна имаме одбранбен механизам кој што вели не, ние сме против тоа, затоа што реформата која што ние ја предвидуваше да нема повеќе удобни фотели, да има одговорност, да има отчетност, да видиме што е тоа што тие сработиле до сега. И сега нормално е дека ќе се појавуваат и таков тип експерти, и таков тип на луѓе кои што се дел од тие тела, кои што имаат доверба 2%. Јас би се засрамил да имам 2% доверба, веднаш ќе се засрамам и ќе напуштам работата која што е работа. Според Мицкоски, обвинителите треба срамот да ги изеде. А тие, кои што најголемиот дел од нив таму видовме како се поставени, наместо да се засрамат и самите да речат дајте навистина нешто да направиме, тие продолжуваат и понатаму да ги трошат народните пари, тешко заработени, со подзаработени и уште пак испраќаат пораки во јавноста, се закануваат и така натаму. Ние ќе продолжиме да нудиме решенија. Ние тоа знаеме. Еве да нудиме решенија. Ако имаат тие подобро решение, нека дојдат, спремни сме да разговараме. Само нешто да смениме да не биде како до сега. Надеж дека неправдите нема да се вратат има и оваа шанса нема да се пропушти, порачува Мицкоски. Ваков тип на функционери кои што уживаат народни пари, ништо не прават со доверба од 2%, нема да одиме за долго. Како држава нема да одиме за долго ако не направиме сериозни темелни структурни реформи. Тоа е суштината. А борбата против корупцијата и криминалот и владењето на правото беа еден од носечките столбови на оваа влада за време на кампањата, зашто добивме повеќе од 600.000 гласа. Нешто што не се случило многу одамна кај нас во Македонија. И сега, ако граѓаните ја даваат довербата, граѓаните очекуваат резултати. И ние, тоа е начинот на кој што сакаме да функционираме.